Писателот и поранешен директор на Домот на култура Благој Самоников, Штипската библиотека и Друштвото на писатели на Македонија се овогодинешните добитници на признанијата Ацо Шопов, кој за прв пат ги доделува Домот на културата. Почестени сме што Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев е добитник на ова признание што го доделува Центарот за култура Ацо Шопов. Впрочем, во библиотеката долги години функционира роднокрајното оделение што го носи името на Шопов. Ацо Шопов беше срдечен и едноставен човек, раскажува Благој Самоников, пресетувајќи се на нивната прва средба во канцеларијата на Шопов во далечната 1974 година. Со една возбуда се качувам по скалите, кај директорот треба да отидам, се најавувам, велам, сега кога ќе се отвори вратата, ќе го видам Ацо Шопов, ќе го стиснам рака, ќе разговарам со него, просто неверојатно, бидејќи го читавме Ацо Шопов, беше легенда за нас, а сега требаше и да се сретне. Морам да ви кажам, многу срдечен, многу едноставен. Во 2001-та во Штипскиот дом на култура беше отворена и собата на Ацо Шопов, каде што се сместени сите оригинални ракописи, работното биро како и лични предмети на Шопов. Иницијатор бил Самоников. Има прилика баш во работната соба. Кога ме повика неговата сопруга, ме внесе во неговата соба, низ калечки долу ниско. Таа работна маса, нема да верувате. Ова мала масиче со книги, овие книги, фотографии, се овие ракописи, се што беше негова награди, признанија. И зедовме и донесовме овде се очилата, овде му е пенкалото, саатот последен што го носил, додека били во болница и се книги, ракопис, не бидина во ракопис го ето овде и така натаму. Според кажувањата, Шопов не сакал да доаѓа во градот. Штип го подсетувал на неговото тешко детство. Пред самата смрт, големиот поет изразил желба да се врати во родниот град. Иако тешко болен, со помош на неговата сопруга, писателот Михаил Ренџов и актерот Алеко Протогеров, успел да се искачи на Исарот. Во спомен собата на Шопов се наоѓа фотографијата со која е овековечен овој момент.